Но сега ќе слушаме за најчестите, за жал се случуваат повреди во лето. На гостин е доктор Михајло Ивановски, специјалист по травматологија во Аџибадем Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Секако, зашто се одлучивме за оваа професија, во оваа гранка од медицината, травматологија? Сте имале некоја повреда некогаш во животот, па? Да, повреда сум имал. Летна, зимска. Зимска? Многу пред да се повредам. Но тие се едни од поопасните. Да, тоа беше ланската година се одлучи за травматологија. Искрено ви кажам, статистички викаат дека хирурзите живеат најмалку од сите доктори, а од сите хирурзи најмалку од травматолозите. Така? Пак би одбрали својата професија, пошто не знам од Но како јас се позакувам долги години живот. Нема врска, статистиката е бројка, меѓутоа травматологијата е тоа што пак би го работел од медицината. Зошто е насловена, кога се работи за повредите, травматологија? Малку да појасниме. Трауми доживуваме, да, секако, телото доживува. Кај нас, во нашата медицина, травматологијата и ортопедијата се исти. Меѓутоа, тоа се две посебни специјализации кои што сега се спојуваат најчесто во една. Во една, да. Секаде на запад, значи, травмата на локомоторниот апарат, она што го работиме ние травматолозите во Македонија, ја работат ортопедите. На запад, значи, таа е умфал, германски, значи ургентна хирургија, кога се работи за травма на целиот систем, значи на целиот организам, и абдомен, и торакс, и све. Кај нас ние травматолозите работиме само травматологија на локомоторниот систем, коски, лигаменти, мускули. Така, сега кога ги споменавме и дојдовме до нив, ајде, прашањето и темата ова утро ние најчестите повреди во лето. Одиме на планина, пливаме, пешачиме, возиме повеќе мотори, велосипеди и така натаму. Меѓутоа, кои се најчестите, кај ги издвоиме повреди? Значи, во принцип, значи, генерално повредите лето и зима горе-доле се исти, меѓутоа, кога ги спомнавте моторите, значи, ќе почнеме од нив од најсериозно, значи, за жал, кога се случуваат повреди со моторите... Па со тоа и ќе апелираме. Да. Моторите, па ќе ги спомнам и тротинетите и точаците, да не ги заборавиме, да излегува. Да не ги заборавиме, кои што ги возиме пред целетно време, нели, се многу сериозни повреди. Значи, од фрактури, политравми, односно повреди на голем број органи и коски во организмот, па и до, за жал, фатални исходи, поготово моторите кои што се не е дека се небезбедни, меѓутоа начинот на кој што може да се повреди човек при големи брзини со мотор е многу сериозен. Морам да кажам дека се уште нашата култура и нашиот мајндсетап не е до толку на тоа ниво за тротинети и точаците да ги пазиме кога возиме коли, така да тие банални сообраќајки најчесто завршуваат со сериозни повреди. За жал. За жал. Да. Еве, убаво што ги споменавте, да, и ние кога возиме, нели, автомобил или без разлика и како пешаци кога се движиме, излегуваат вака како некакво предупредување дека треба да внимаваме токму најмногу на нив, затоа што се почесто и ги има. Од сите оние, убаво, ова ќе биде и како што кажав едно добро и апелирање до сите кои што имаат во своите домови, односно возат мотори, велосипедите, исто така тука спаѓаат и еве како што напоменавме најново и тротинетите. Кои се, како што кажавме, има и сериозни последици, па дури и фатални за жал, затоа што треба многу да се внимава. Ние зборувавме ова утро за еколошката свест, дека ни е на најниско можно ниво со нашите гледачи, а сега доаѓаме и до тоа, а и вие сигурно дека од сето она што го гледате дека немаме и никаква култура во сообраќајот и не внимаваме, а не ни се криви тротинетите ниту моторите, тие се произведени за да не превезат до некаде, но не на начин на кој што ние, односно ете оние кои што ги поседуваат го прават тоа. Ајде и за моторите кои се исто така и за тротинетите, оние помалите, па ќе дојдеме до најголемите повреди. Значи, да речеме од помалите, значи генерално фрактурите, значи нога, се рака, нога, рака, од да речеме поедноставните повреди, да, тоа не е воопшто едноставна повреда, меѓутоа фрактурите на нозете и на рацете најчесто ги третираме кај тој тип на повреди, пошто претежно тоа се млади луѓе, оперативно, до повреди на карлица, ребетен стоп, кој што се, да речеме, во едни од посериозните повреди. И треба долго лекување. Долго лекување, да за жал се пратени со инвалидитет, кој што е од краткорочен до долгорочен, што е многу опасно. И
ке повторам уште еднаш, за жал, и со фатални последици. Значи, од невнимание се тоа се случува? Па видите, најчесто е од невнимание и најчесто е од непочитување на соодветната патна сигнализација и неприлагодување на брзината. Поготово кога се работи за мотори, ги збориме моторите, тротинетите, иако мора да спомнам дека летно време и со автомобили се случуваат многу несреќи, поготово што сите сме ние пораздвижени, што по одмори, што по викенди, патуваат многу туристи, имаме и туристи кои што патуваат низ државата, надвем сам низ нашата држава, а не се во нашата држава. За жал, невнимание и неприлагодување на соодветна брзина се најчести причини. Ајде за оние, ќе зборуваме за најчестите повреди кои што се случуваат во лето, затоа што јас ги споменав планините, планинарите, можеби се соочуваат со вакви проблеми. Сигурно знаете, скокови во вода, најчести предпоставувам дека се со оглед на тоа дека еве сега и да отвориме социјалните мрежи, има луѓе кои што сакаат да се пофалат какви скокови во вода можат и умеат да направат и ние да се одушевуваме, меѓутоа тие истите скокови во вода, барем јас знам, биле многу фатални за некои, со губење на живот, меѓутоа и инвалидитет до крајот на животот. Ајде тука малку да ги посоветуваме и да ги кажеме кои се најчестите повреди. При скоковите во вода најчесто страда ребетниот столб, и за жал тоа е повреда многу сериозна која што е пратена со инвалидитет. Значи, најчесто настануваат повреди на вратниот ребет, пошто тоа се најчесто скокови на глава, каде што при повреда на вратниот ребет настанува земеност на рацете, нозете, што е една сериозна повреда. Знаете што значи претежно, тоа се најчесто млади луѓе кои што сакаат да се покажат, како што кажав, за жал остануваат инвалиди да привлечат внимание, но може фатално. Една многу сериозна повреда и јас стварно апелирам да се внимава при тие скокање во вода. Така. Кој ќе биде, вас ќе ве прашам како травматолог, колку години сме точно во травматологијата? Скоро 20. Скоро 20 години. Што е оно што вас ви останало во осеќавање како една без фатални последици, сакам да кажам губење живот, меѓутоа ете на млади луѓе со повреди? Видете, знаете, кај млади луѓе кога ќе видите таква повреда која што остава траен инвалидитет, млад човек кој што, како да кажам, цел живот треба да биде во количка, без да може да се движи, без да може... А вие не можете ништо да сторите? Едноставно е за жал. Така. И од што ги добиваат покрај скок во вода тие најчестите инвалидски повреди? Покрај скок од вода во сообраќајни несреќи. Значи пред се тоа се знаете кога ќе настане фрактура на било која коска, најчесто се решава. Коската е единствен орган во човечкото тело кој што зараснува без лузни. Дали со операција, дали со имобилизација, коската зараснува. Меѓутоа, кај повредите на ребетниот мозок, односно на ребетот, настануваат трајни повреди на нервите, кои што се врзани со тој трајни инвалидитет. Да, така. Знаете, од мала повреда, еве, на петата, каква повреда може да дојде? Во случај, еве, сега вас ке ве прашам конкретно, со скршеници? Видете, скршеница на петата може да настане... Ево, од оние помалите повреди, да кажеме? Па да речеме дека таа би е истретирале со имобилизација. Меѓутоа пак е врзано со долг инвалидитет. Мислам, долг период на имобилизација, долг период на рехабилитација. Меѓутоа и да е од онаа помалата повреда, тоа го кажувам од некое искуство и кое што сме го поминале, колку треба после тоа и физикални терапии и повторно за да се застане на нозе, затоа што добро е вака што сме ова утро тука да едноставно упатиме еден голем апел до сите да бидат толку многу внимателни и во своето движење и како пешаци, и како велосипедисти, на тротинет, на мотор, во автомобил, каде и да сме, многу треба внимание, како што кажавме, културата да ни биде на највисоко можно ниво. Ги спомнав се планинарите и планинари. Значи, кои се нивните најчести повреди? Видете, една обична дисторзија, односно виткање на ногата, не мора да е поврзана ни со фрактура, не мора да е поврзана ни со кинење на лигаменти. Па е проблем голем. Бара мирување 2 до 3 недели, бара физикална, па оттече на ногата, па оттекува од време на време, пак еден период на рехабилитација. Кај нив најчесто покрај фрактурите ги спомнавме, се случуваат и повреди на лигаменти, на мускулите и лигаментите, на скочниот зглоб и на коленото, пошто при планинарење, при движење по нерамен терен, поготово при спуштање надоле, знаат да настанат тие повреди.
кои што не се толку ургентни, не барат веднаш и секогаш хируршки третман, меѓутоа пак ќе кажам се врзани со мирување, физикална терапија и бараат процес на рехабилитација. Да. Јас мислам дека ги споменавме оние како што ги наведовме најчестите повреди во лето, меѓутоа вие еве како травматолози, травматолог и во Аџебадем Систина давате се од себе за да нели тие повреди не бидат толку да кажам пофатални во текот на животот, она што може да се да кажам спречи за да се функционира понатаму во животот. Како што и сам кажавте, повторно би се одлучиле и би се определиле токму за оваа професија. Зборувавме за летните, еве како ваш повреди, како ваш совет и како доктор, специјалист по травматологија, кој ќе биде до нашите гледачи. Видете, освен да се внимава и да се почитуваат правилата кои што некој друг ни ги наметнал, значи нема некој посебно голем совет. Значи јас препорачувам и апелирам дека треба да се спортува, дека треба да се рекреираме летно време, треба да се плива, треба да се пешачи, треба да се планинари. Треба да се вози точак и сето тоа нели дали да е тоа на рекреативно ниво или на професионално ниво, меѓутоа да се внимава. Не секогаш можеме да ги избегнеме повредите. Јас сум личен пример за тоа, меѓутоа едноставно треба да се внимава. Така. Многу ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма и секако добре дојдени за есенски, зимски, пролетни ги имаме летни повреди. Да, благодарам и вас. Ви благодарам и секако се гледаме повторно.